Добро утро за сите кои сте заедно со нас. Се од рано наутро, 6:45, па се до во овој дел од денот, кога ќе посветиме време и внимание на тема која што ни е и текако важна. Треба да се грижиме за животната средина и истото треба да започне од секое домакинство. Да се грижиме за отпадното масло, за транспортот, третманот, за неговото складирање и за сите оние теми и проблематики кои произлегуваат токму од нешто што користиме секојдневно во нашето подготвување на оброк, свежа салата која што сакаме да имаме или се она што представува секојдневно живење. Да, секојдневно создаваме и отпад, кој се нарекува отпадно масло. За овој многу повеќе разговараме со нашиот денешен гостин, господинот Андреј Ѓокик. Добро утро. Добро утро, благодарам на поканата. Андреј, неформално пред да го започнеме разговорот, рече се 1 година има изминато од кога сме зборувале на оваа тема, а треба да се зборува многу почесто за истата во јавноста. Па првото прашање што ќе ви го поставаме, каков отпад представува отпадното масло, колку е штетно и кој е несоодветниот начин да се справиме со истото? Благодарам на практичното прашање. Така е, треба што почесто да разговараме за различните видови на отпад, за да може да подигнеме еколошката свест кај населението, за да соодветно го селектираме и соодветно да се справуваме со него. Кога говориме за отпадното масло, нашата компанија го управува овој отпад повеќе од 13 години и би сакал да напоменам дека тој отпад, иако спаѓа во групата на неопасни отпади, сепак е многу штетно за животната средина и за живиот свет. Отпадното масло, значи доколку се исфрли неправилно во природата, ја загадува почвата и водата, може да креира тенки мембрани кои што ќе ја оневозможат оксидацијата и тоа негативно ќе влијае на растителниот и животинскиот свет. Има еден податок кој што е јавно достапен дека 1 литар отпадно масло може да загади до 1 милион литри чиста вода за пиење. Инаку кога говориме за него, секако тој е најштетен и за конзумација, односно за нашето здравје. Се добива кога готвиме, односно кога пржиме храната и веднаш после првото пржење, кога ќе забележиме дека добива темно кафеава боја маслото кое што ни останува при пржење на храната и малку непријатен мирис, тогаш треба веднаш да го трнеме од употреба, да не готвиме со него и соодветно да го складираме. Тука ви донесов и лично да можат граѓаните, гледачите да видат. Во оваа тегла се наоѓа отпадно масло, како што ви кажав, има темно кафеава боја и на дното може да забележиме дека се собира талок, бидејќи маслото во него содржи процент на храна и на вода, кои што остануваат при пржењето на храната, и тој талок можеме да го видиме на дното од теглата. Сега најважно прашање, ќе се запрашаме зашто да го собираме маслото. Токму така. Број 1 примарно е да не ја загадиме животната средина, а број 2 е, бидејќи во нашата држава, преку нашиот систем на нашата компанија, а и секаде веќе ни светот, значи постои функционален систем, од маслото да се добие биодизел, тоа е во другата тегла овде, значи тоа е зелено гориво, кое што многу помалку ја загадува животната средина од обичниот дизел, односно за 80% помалку CO2 гасови испушта. И ова отпадно масло, значи кое што сите ние го создаваме додека пржиме, исто така индустријските производители на храна нормално, представува суровина за да се добие зелен производ биодизел. Можам да кажам накратко технички дека на маслото во фабриките каде што го произведуваат се додава алкохол и катализатор како додатна суровина. И заедно со маслото се одвива еден процес на естерификација на масните киселини и потоа го добиваме зеленото гориво биодизел. Тоа е веќе пракса во Европската унија и во многу развиени земји и на тој начин значи добиваме нова вредност од маслото, а при тоа и не ја загадуваме животната средина. Така. Споменавме многу благодат во смисла на нешто што представува отпад да се претвори во зелено гориво, но која е свесноста, еколошката свест на граѓаните во Македонија, бидејќи како што и самите рековте 13 години сте на македонскиот пазар? Еколошката свест полека но сигурно расте и нашата цел е, ќе видиме подоцна и преку системот за домакинства, да ја развиеме таа еколошка свест што повеќе, да креираме едни еколошки навики, кои што се надеваме дека доколку ги постигнеме за отпадното масло, ќе се прелеат и за други видови на отпад. И на еден начин да ги развиеме еколошките вредности во кои што ние како компанија веруваме и за кои што имаме и функционални решенија достапни, се надеваме лесно достапни до граѓаните. Меѓутоа, еколошката едукација е важна за секој вид на отпад,
како и за заштитата и унапредувањето на животната средина во сите области. Значи, тука е еден голем дел представува отпадот како загадувач, меѓутоа и нашиот начин на живот и нашата одговорност кон околината. Тоа може да се пренесе во креање на општествени вредности не само за отпадот, меѓутоа да кажеме и за како се однесуваме во сообраќај, каква е нашата култура кон другите граѓани, како ги воспитуваме нашите дечиња и така натаму. Значи еколошката едукација е клучот и е една од главните постулати за да може да се справиме со отпадот. И без неа не може, меѓутоа за да биде таа оддржана треба да имаме и функционален систем со кој што едукацијата ќе биде поврзана за да им се објасни на сите создавачи на отпад како да го користат, што треба да прават, покрај нели тоа што ќе побудиме еколошка свест и ќе понудиме и решение, бидејќи некој можам да кажам дека во Македонија има многу еколошки свесни граѓани или во поголем број, не доволно, меѓутоа има, и додека немало системи за одлагање на отпадот соодветни и лесно достапни, тие не можеле да искористат својата еколошка свест за да направат добро со отпадот. Така. За сите граѓани и гледачи кои што не гледаат, бидејќи споменавте многу лесно и едноставно може да се приклучат, кој е начинот како граѓаните можат да придонесат во целиот овој систем во кој што секој сегмент е битен, државата, граѓаните, институциите за системот да се спроведува и да функционира? Така е, одлично прашање, тие се трите клучни алатки за да може да постигнеме едно одржливо општество. И тука накратко само би напоменал, сето тоа е во контекст на циркуларната економија, која што се стреми кон да ја намали деградацијата на животната средина најнапред. А како тоа да го направиме за да не биде само реторика, преку обновливо користење на природните ресурси со овозможени регулаторни рамки од страна на институциите, за да креираат економски пазар, кој што ќе биде поодржлив и кој што ќе го промовира приватниот сектор да инвестира во зелени технологии и кој што ќе зголеми свесноста на граѓаните да бидат позаинтересирани за тоа какви добри услуги купуваат, како тие се произведуваат, за компаниите да ги трансформираат индустриските процеси со една зелена трансформација, значи што помалку да ја оштетуваат животната средина. И сето тоа да биде во рамките на одржливиот развој, каде што навистина ќе се внимава покрај економските активности и нашиот начин на живот да внимаваме и на импактот на нас, на индустријата и на самите граѓани кон животната средина. Значи да станеме свесни дека покрај економскиот развој мора да ја заштитуваме животната средина и да внимаваме на нашата иднина на еден начин. Така. Да внимаваме на нашата иднина, а децата се истата и од децата започнува промената. Ако можеби возрастните истата за жал не ја почитуваат и не ја применуваат, но вас верувам дека децата би ве препознале по рециклирај и донирај, ве има во градинките, во училиштата, но како кампања која ја спроведувате и ги поттикнувате најмалите. Како досега ова функционира и секако доколку не гледаат домакинствата, уште еднаш ќе ве потсетам и ќе ве прашам исто и овој сад кој е пред нас зашто служи? Така, благодарам. Најнапред за рециклирај и донирај, значи во контекст на тоа што разговаравме, кога се работи за отпадното масло, рециклирај и донирај еко хуманитарниот проект кој што го возможивме за домакинствата. Како функционира, ги доставуваме, нашиот тим директно ги доставува овие 3-литарски кантички до секое домакинство кое е заинтересирано да го собира отпадното масло. Ова е една екосоцијална платформа, ние ја нарекуваме, и е доброволна, значи секој оној кој што сака да селектира отпадно масло, може да се приклучи. Садовите се бесплатни, треба да почнат, се извинам, да се полнат. Од кога ќе ги наполнат, од кога ќе го наполнат садот со отпадно масло, домакинството директно не контактира. Ние носиме чист сад, нашиот тим доставува чист сад за собирање и при тоа за да ја побудиме уште повеќе еколошката свест, а и да опфатиме еден хуманитарен дел, за секои 3 литри отпадно масло, секој домакинство добива половина литар сончогледово масло, кое што може да го задржи за себе или да направи донација до бездомни семејства преку Сдруженијето Љубезност, кој што е наш партнер во проектот, и на еден начин да преку собирање на отпадно масло да генерираме и количини кои што ќе им помогнат на бездомни семејства. Секој домакинство си добива и документи за предадениот отпад и за
направената донација и би сакал само да им заблагодарам на сите оние кои што го користат системот, бидејќи досега имаме собрано околу 27 тони отпадно масло од домакинствата, од еколошки свесните домакинства кои се дел од рециклира и донира, и истите имаат направено над 2800 литри на сончогледово масло донации до бездомни семејства. Тоа значи дека се постигнува и социјалниот дел од хуманитарната акција. Во поглед на едукацијата, кога сме кај рециклира и донира, тоа го пробуваме да го пренесеме и кај градинките. Преку проектот Учиме за собирање и рециклирање на отпадни масла, кој се спроведува веќе 5-та година во 5 општини, во 12 градинки во градот Скопје. Резултатите се одлични, бидејќи секоја година од 3000 до 5000 дечиња се едуцираат на темата за отпадно масло со помош на ликот на Петко и соодветни работилници. И следиме дека има добар ефект, бидејќи сме присуствували на самите работилници, а може да забележиме дека и учителките доста добро веќе го прифаќаат проектот. Тоа е дел од програмата на градинката и на градинките кои сакаат да учествуваат. И самите учителки имаат веќе и самите развиено креативни начини во склоп на тоа што сме го предложиле, меѓутоа и они, бидејќи они се педагози, уште подобро знаат како да им ја презентираат целата тема и надвор од тоа што е предвидено во едукативната програма. И гледам и представи, има и додатни активности. Дел од градинките немаат и посетено со своите дечиња, директно да видат како функционира системот, како се собира, преработува, филтрира и складира отпадното масло за да се овозможи да се извезе како суровина за биодизел. Така, добра идеја да ја посетиме и ние како екипа на Канал 5 Здраво Македонија и оттаму да направиме еден убав прилог каде што на граѓаните не ова само како разговор и како поттик за да бидат еколошки свесни, ќе го пренесеме и оно што навистина го правите како благодат во нашата држава. 070264444 е линијата на која што сите оние кои што не гледаат треба да се јават, доколку сакаат да се приклучат едноставно во овој систем, но пред крај на разговорот какви резултати во економија и општеството се постигнуваат преку креирање и раст на еколошки одржливи бизниси, Андре? Супер прашање, инаку поканата е отворена за да може директно да им покажеме на граѓаните кога ќе има простор со видео прилог директно во нашиот погон. Тоа е одлично прашање и на тоа треба да се темели во поглед на еколошки одржливи или општествено одговорни бизнис модели. На тоа треба да се темели еднината и на нашата економија, и на регионалната и светската економија. Нормално ние ги следиме трендовите модерни кои што доаѓаат од таму. Еден одржлив бизнис модел кој што е или еколошки или социјално фокусиран да реши и други проблеми во општеството покрај профитот, континуирано инвестира во нови технологии, гледа кон идните пазарни трендови. Зашто? За да постигне баланс помеѓу профитабилноста и одржливоста, односно секој одржлив бизнис модел се грижи и за импактот кој што добрата и услугите кои што ги нуди на пазарот ги имаат врз општеството. Исто така се грижи какви технологии користи, какви процеси има во своето производство во однос на тоа дали што помалце ќе ја загади животната средина. И секако самата еволуција на модерното претприемништво и на модерните компании треба да биде кон намалување на деградацијата на природните ресурси, обновливото користење на природни ресурси и зелена трансформација, за да се обезбеди една иднина каде што профитот и општествената одговорност, односно импактот на деловните активности кон околината и кон општеството ќе бидат со еднаква вредност. Значи дека нема да биде профитот единствениот двигател, туку компанијата ќе се стреми да стави еднаква вредност и за грижата кон општеството и секако тоа би го дефинирал и на еден начин дека еден одржлив бизнис модел или компанија или предприемач прави многу повеќе од тоа што треба или тоа што другите мислат дека треба, враќа многу повеќе кон општеството и сето тоа го прави од вистинските причини, односно тоа е дека се грижи за импактот на својот бизнис кон општеството. Така, многу баво кажано и се надевам дека бар една година од сега, ако повторно се видиме, дека бројот на собрани тони количина отпадно масло ќе биде уште поголем од она што ни го споделивте денеска. Андре, ви благодарам на овој убав разговор. За крај една убава порека за сите оние чинители кои што можат да направат промена, а за жал се уште не ја прават во нашето општество.
Чинители има многу, секако треба да тргнеме и сами од нас, и како индивидуи, и како компании, и како институции, и се надевам дека се повеќе ќе се говори за модернизирање и зелена транзиција на тоа што се случува во нашата држава и дека ќе одиме само напред. Ви благодарам многу. Ви благодарам многу на гостувањето и се надевам дека бар малку придонесовме во нешто значи зелена економија и поубава иднина во Македонија и пошироко. Благодарам. Ова беше Андреј Ѓокиќ, менеджер кој што дефинитивно работи на терен за отпадно масло и се надевам дека со овој едукативен разговор придонесовме да направите промена доколку се уште не сте се приклучиле. 070-264-4444, едноставна телефонска линија на која што може да завртете уште денеска, да добиете сад во кој што ќе го одложувате вашето масло во домакинството и да правите дефинитивно нешто добро за себе и за околината во која што живееме.